Треба ли во Македонија да се врати задолжителниот воен рок? Оваа дилема повторно се наметнува во јавноста, особено откако неодамна беше соопштено дека Србија веќе врши подготовки за задолжителната воена служба, таму да трае 75 дена, а слично постапува и Хрватска, каде од 1 јануари се очекуваат првите војници од касарните, откако се воведе задолжителен воен рок кој трае 2 месеци. Прашањето се наметна и пред една година, кога тогашната македонска министерка за одбрана истакна дека нема потреба од редовен воен рок. Но сега не е мал бројот на граѓани кои на социјалните мрежи поддржуваат враќање на задолжителниот воен рок, од кои некои укажуваат дека тој треба да трае од 3 до 6 месеци. Покрај поголемата безбедност за државата со одење во војска, младината ќе се научи малку повеќе на ред и дисциплина, е еден од изнесените аргументи за прифаќање на задолжителниот воен рок. Од друга страна, има и граѓани кои велат дека е доволно што Македонија има професионална војска. Дали ќе се развие ваква дебата и кај македонските политичари, останува да се види. Предложените закони за јавното обвинителство и за Советот на јавни обвинители и покрај неколку недостатоци содржат многу позитивни моменти, е заедничкото мислење на Венецијанската комисија по двата предлог законски текста на македонската влада. Во мислењето се препорачува измена на Уставот со што би се ограничило правото на реизбор на јавниот обвинител, како и тој да се бира и разрешува со квалификувано мнозинство во собранието. Во однос на предлог законот за Советот на јавни обвинители, во мислењето се препорачува да се преиспита времетраењето на професионалното искуство на сите членови на Советот, како и функцијата на обвинителите избрани за членови на Советот да биде суспендирана за времетраењето на нивниот мандат. Додека инфлацијата во државата беше двоцифрена, а над 600.000 граѓани живееја со 150 денари на ден, Заев и неговите блиски смислуваа начини и формираа мрежи од фирми за да испумпаат државни средства, се вели во соопштението од ВМРО ДПМНЕ. Од партијата реагираат дека милионски суми од државниот буџет завршиле во џебовите на фирми блиски до кланот Заеви и дека фирми блиски до нив, како подизведувачи на марковски компани, инкасирале милионски суми од ископ на јаглен. Направена е рамковна спогодба за ископ на јаловина на рек со марковски компани во вредност од 25 милиони евра, во која подизведувачите ќе заработат 10% или 2,5 милиони евра, а како подизведувачи на овој ископ на јаловина се појавуваат фирми што се во сопственост на Симеон и Горан Крстеви, луѓе блиски на Зоран Заев, соопштија од ВМРО ДПМНЕ. Средношколци од цела Македонија до 26 октомври можат да се пријавуваат за главната награда за најдобра бизнис идеја во Македонија – Средношколец милионер. Право на учество имаат сите средношколци од 1 до 4 година од државните и приватните средни училишта, кои можат да се пријават самостојно, во двојка или во тим до 6 члена. Со Средношколец милионер им овозможуваме на учениците да учат преку пракса, да ја почувствуваат динамиката на предприемништвото. Нашата мисија има за цел да го поттикне предприемачкиот дух и креативност кај младите, велат организаторите од Brainstar. Преку неколку рунди ќе се стигне до финалето, каде од најдобрите 10 идеи, една ќе биде наградена со 1 милион денари. Штипјани вечерва ќе го подигнат погледот кон небото, за да му одадат почит на Владимир Блажев Панчо од групата ДНК, кој вчера почина по здобиените повреди во пожарот во кочанската дискотека Пулс. Организаторите ги повикуваат сите што го познавале и што биле на неговите концерти да се соберат во 20 часот на градскиот плоштад и под мотото од звездено небо во чест на Панчо да се потсетат на овој хуман човек и неговите песни. Небото да блеска како што Панчо блескаше со сите нас, стои во повикот што брзо се шири на социјалните мрежи. Уште нецели 3 дена им остануваат на партиите и кандидатите за градоначалници да ги приближат своите идеи и проекти до граѓаните. Коалицијата предводена од ВМРО ДПМНЕ вечерва ќе има централен митинг во Делчево, а коалицијата предводена од СДСМ во Гостивар. Левица ќе биде на средби во Радовиш и Струмица. Денеска беа активни и кандидатите за скопски градоначалници, чии пресконференции, изјави и средби со граѓани ги пренесува прва скопска телевизија во својата изборна хроника. Во делот за интервјуа денеска ќе ги погледнете разговорите со двајца кандидати за градоначалник на Скопје, независниот Горан Марковски и представникот на Гром Александар Трајановски.
Милорад Додик, на кого Централната изборна комисија во Сараево му го одзеде мандатот за прв човек на Република Српска, изјави дека странците ја срушиле Босна и Херцеговина и ја направиле невозможна држава. Дејтонскиот договор беше шанса за Босна и Херцеговина, но тој е разграден и убиен. Ако го убиете Дејтон, ја убивате Босна и Херцеговина, изјави Додик. Тој изјави дека никогаш не помислувал на нов воен конфликт и дека оние кои го посакуваат тоа се незадоволните муслимани што сакаат да исценираат осветнички судир. Грција воведува работен ден од 13 часа. Денеска парламентот треба да го гласа контроверзниот закон кој предвидува продолжено работно време во приватниот сектор. Работниците би можеле да добијат подолги смени, а со тоа Грција би станала првата земја во Европската Унија која официјално ќе воведе 13-часовно работно време. Како реакција на ова, за денес се најавени масовни протести во целата земја. Владата го оправдува предлогот со намалувањето на населението и недостигот на квалификувана работна сила. Немирите во Газа по подпишаното примирје продолжуваат. Во последниве 2 дена избувнале жестоки судири меѓу Хамас и други вооружени групи. Странски агенции објавија снимка како вооружени лица со зелени траки наредиле осумнина мажи со врзани раце и ги стрелале на главниот плоштад во градот Газа. Вчера Израел изјави дека нема да ја отвори границата со Египет кај Рафа додека не бидат доставени телата на сите починати заложници, според договорот кој беше потпишан во Шарм ел Шејк. И председателот на САД Доналд Трамп изјави дека работата во Газа не е завршена и дека почнува втората фаза од договорот. Преоптоварувањето на електричната мрежа и последиците од руските воздушни напади синоќа предизвикаа прекини на електричната енергија во Киев и други региони на Украина. Компанијата што управува со високонапонските далекуводи во Украина соопшти дека проблемите се последица на руските напади врз енергетската инфраструктура. Инаку Русија во последните недели ги насочи своите напади кон енергетските објекти во Украина како одговор на украинските ракетирања на рафинерии на руска територија. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп го критикуваше рускиот председател Владимир Путин. Тој истакна дека рускиот лидер едноставно не е подготвен да ја заврши својата војна во Украина. Многу сум разочаран, бидејќи Владимир и јас имавме многу добри односи. Веројатно се уште имаме. Тој на вистина мора да ја реши оваа војна. Не знам зошто продолжува со војната, рече Трамп. Тој потврди дека ќе има средба со Зеленски и ќе дискутираат за одлуката на САД да обезбеди ракети на Украина со далечен дострел Томахавк. Русија претходно упати сериозно предупредување до Вашингтон такви ракети да не стигнат во Киев. Иранскиот суд осуди двајца француски државјани на вкупна затворска казна од 63 години поради обвиненија за шпионажа и загрозување на националната безбедност. Лицата биле уапсени во 2022 година. Францускиот председател Емануел Макрон повеќе пати повика на нивно ослободување. Пресудата се сваќа како притисок на Техеран врз Париз за ослободување на ирански државјанин кој е уапсен во Франција. Во главниот град на Бангладеш, Џака, дојде до пожар во фабрика за облека кој се прошири на соседен магазин со хемикалии. Загинаа најмалку 16 луѓе, а има и многу повредени. Пожарот избувнал околу пладне на третиот кат од 7-катна зграда, а експлозиите и чадот од хемикалиите ја влошиле ситуацијата. Властите стравуваат дека бројот на жртви може да се зголеми.